Немало застој во процедурата со која фирмите треба да добијат субвенционирана струја од 80 евра за мегават час. Откако вчера дел од компаниите се пожалија дека имаат комплетна документација, но ЕСМ навремено не одговара, премиерот Ковачевски уверува дека процесот се одвива непречено. Тврди дека процедурата се одвива брзо и електронски, дека договори за снабдување преку ЕСМ продажба се склучуваат во најбрз можен рок. Не постои никаков застој, не постои никаква селективност, туку напротив постои интерес од страна на државата, компаниите кои што се дел од производството на основни прехранбени производи, училиштата, основните, средните училишта, да што побрзо се приклучат на овој пазар, со оглед на тоа дека таму цените се дупло поевтини и повеќе од дупло поевтини од берзанските цени, и тоа ќе овозможи прво намалување на цените на прехранбените производи и второ непречено одвивање на образовниот процес, секако и на здравствениот процес, бидејќи и тие компании се преземаат од ЕСМ продажба. Генералниот директор на Витаминка Сашо Наумовски, во чија собственост е и фабриката Брилијант, не открива дали маслото за јадење ќе поевтини од 1 декември. Посочи дека се труделе колку што е можно да ја намалат цената. Досега поевтинувањето изнесувало 40 денари по литар. Цените на суровините и репроматеријалите засега биле во мирување, а поставените фотоволтаици им овозможувале да заштедат на струја. Цените на репроматеријалите мируваат, не паѓаат. Втора работа, Витаминка има инсталирано премногу фотоволтаични централи кои досега делуваат на падот на цената на сончегледото масло, на маслото за јадење. Досега, како што каже и премиеро, цената е падната за скоро 40 денари и ние се трудиме и понатака цената да ја намалиме и да ја донесеме во, ако е можно, да дојде до цените пред 3 години што беа. Надлежните во повеќе наврати истакнуваат дека очекуваат цените на лебот, млекото, месото и сувомеснатите производи, како и маслото за јадење, да поевтинат за околу 10% во декември. Министерот Бектеши информираше дека мали поевтинувања веќе имало. Доколку прехранбените компании не ги намалат цените и покрај намалените трошоци за струја, владата најавува засилени инспекциски контроли и замрзнување на цени. Фирмите пак, од кои досега само 20% аплицираат до ЕСМ за поевтина струја, најавија дека допрва ќе прават нови калкулации и дека евентуални минимални поевтинувања може да има дури во јануари. Во меѓувреме инфлацијата руши рекорди. Во октомври достигна речиси 20%.